Македонскиот бисер, Охридското езеро, крие многу природни богатства, но и културно-историско наследство таложено со милениуми. Развивањето на подводната археологија доведе до епохално значајни откритија. Станува збор за преисториската наколна населба во заливот на Коските кај Градиште. Гордиот охригенец, археологот Паско Кузман е одговорен за ова откритие, заедно со своите пријатели нуркачи кои го откриле овој неверојатен локалитет. Господине Кузман, кога е откриена оваа надводна населба, од кого и како е почнат целиот проект за изградба на една ваква убавина? Значи, разговорите околу подводната археологија и околу подводното културно наследство со еден мој стар другар и нуркач Милутин Секуловски Мичо ги водевме многу одавна, може би има сега веќе 20 години. Но во 1997 година, после поголеми истражувачки активности од страна на нуркачкиот клуб, кој што го водеше Милутин Секуловски Мичо, врз основа на разговорите што се бара, како се бара, што треба да ги интересира под водата, какви се оние предмети кои што се културно наследство, како тоа изгледа и така натака, официјално започна подводни археолошки истражувања на Охридското езеро за прв пат 1997 година, кога се започна со активности под вода управо тука, на овој простор, односно во така наречениот залив на Коските, кај Градиште, во овој залив тука, кој што иначе се вика Плоча, луѓето, мештаните така го викаат локалитетот, а Плоча се вика заради тоа што има камена плоча во езерото, која во тоа време, која функционирала населбата, сигурно немало вода, па женскиот свет од населбата излегувал тука, па работеле на тие камени плочи, переле, си ги чистеле своите алишта, удирале со пиролките и така натака. Значи, така се вика локалитетот. 1997 година се започнати првите подводни археолошки истражувања во Македонија и од тогаш натака едно 7-8 години, односно 10 години, работевме на подводната археологија на овој локалитет и откриена е со тоа, значи бронзено-добска и железновременска наколна населба, односно преисториска наколна населба, која што функционирала повеќе од 500 години сигурно, бидејќи на одите што ги наоѓавме, движните предмети под водата, меѓу дрвените колци на дното од езерото, датираат некаде од 1200 година пред нашата ера, па се до 700-600 година пред нашата ера. Тоа е, значи, крај на бронзеното и почеток на железното време. Значи, ние долу успеавме да регистрираме со тие подводни археолошки истражувања, во тие 10 години нуркање под вода, успеавме да регистрираме околу 6000 дрвени колци забодени на дното езерото, кои што своевремено пак биле над водата, над кој што пак над водата постоела сигурно платформа, дрвена платформа, над која што дрвена платформа претпоставивме врз основа на проучувањето дека населбата имала околу 24 дрвени куќички од тој период. Оваа наколна населба се наоѓа на длабочина од 3 до 5 метри, а датира од крајот на бронзеното и почетокот на железното време, поточно од 1200 година пред нашата ера до 700 година пред нашата ера. Тоа е времето кога екзистирале бригите на овие простори, кои се составен елемент на старомакедонскиот етнички супстрат. Што знаеме за населението кое што живеело тука? Каква заедница било тоа? Кои се нивните обичаи од тоа што е откриено од сите археолошки остатоци? Добро, се работи за преисториски период, значи за втората етапа од преисторијата, тоа е, значи, бронзеното време, железното време, после кое веќе доаѓа цивилизацијските времиња. Значи, тоа е време кога сепак човекот живел во определени услови и околности, живеел се уште во некои племенски заедници, сигурно, но врзани со некоја своевидна тогашна преисториска демократија, сигурно, бидејќи тие си имале и право да се занимаваат и да бидат пошироко да комуницираат и со другите племиња, се создавале така заеднички, да не кажам братства, заеднички бракови се правеле и така, и како што кажува Херодот,
во описот на првата наколна населба, нели таткото на историјата, тој вели тогаш луѓето кои ќе се оженеле, момче и девојче, кои ќе се оженеле, ако се засакале од истото племе или од соседното племе, тогаш имале обврска заедно со нивните другари и пријатели да сечат колци од дрвата од околната планина, да носат дрвја и да соградат куќа. Сите му помагале, но тие, например, биле обврзни првите да опуштат да го работат. Момчето и девојчето заедно со нивните другари. И така правеле своји живалишта, така додавале и збогатувале населбата. Значи, тој е начинот на живеење врз основа на тоа нивно зближување. Второ, тогаш луѓето се занимавале и со земјоделие, во тој период преисториски сигурно со земјоделие, со лов се занимавале на копното, но животот на наколните населби над вода му овозможува да се занимаваат со риболов, се разбира, а Охридското езеро и другите езера, веројатно, Охридското сигурно тоа било многу богато со таа фауна, со тој животински свет, односно со риби било многу богато. Значи, како што пишува Херодот, тоа и се случувало сигурно, иако ние не верувавме додека читавме, но кога го работевме оваа наколна населба, тука реконструкцијата се уверивме, дека тогаш луѓето имале дупки во своите куќи, од кои што дупки спуштале кошлици, да речеме соседжи, и само се кревале. И ги кревале, кошлиците биле полни со риби, дури вели Херодот, така ги хранеле и коњите со риби, покрај тоа што ги хранеле децата, луѓето и така натаму. Значи толку многу имало за. И ние си викаме како не, толку ако нацрпиш вода, ќе нацрпиш вода, може би едно рибче ќе вадиш две. Но кога се градеше, обновуваше ова населба, езерово беше црно од риби, од плашичина. Значи тогаш си рекол, ако спушти сега корпа во водава, корпата ќе се наполни со такви рибчи. Значи, сега малку кажувам за Херодот, но тоа во пракса сигурно и било. Значи, луѓето се занимавале со риболов. Имале врзоство на предметите, што ги наоѓаме, оние дискоидни плочки со дупчиња. Да, орудија малечки. И второ си имале харпуни, што ги правеле од еленски рогови. Потоа имале дискоидни плочки за мрежи, правеле специфични мрежи со кои што ловеле риба. Значи, луѓето тогаш во тоа време така живееле, им било сигурно интересно и така обстојувале, така функционирале, така имале соодветни стандарди во рамките на тие преисториски време. На локацијата се откриени многу остатоци од орудија, предмети од керамика, дрво, од камени, делови од животни, како на пример рогови од елен. Во рамките на овие откритија особено се присутни кружни керамички плочки со различен диаметар, кои имаат 2, 3 или 4 мали кружни отвори. Знаеме ли нешто друго, значи, со што, освен тоа што се исхранувале, со тоа што го работеле, знаеме ли дали имале врски со други живеалишта, значи оние кои што биле на копно, имаат ли некои придобивки, има ли нешто останато тука, дека се движеле и дека работеле, можеби на земја, по тоа што има тука некои куќички кои што имаат, значи, ќупови, веројатно имале и жито. Значи, дали нешто тоа може да се спомене? Машкиот свет, машката популација од населбата, да речеме, имала сигурно задача и било тоа нормално да излегува преку мостот, доди во планината да лови дивеч. Овдека имало сигурно и тогаш и диви свињи, елени, срни и така натака. И тоа било еден начин за овозможување на функционирање на животот, обезбедување на храна, на исхрана, така. Второ, жените, покрај тоа што на плочата, покрај езерото, чистеле, переле, лиштата и така натака, ги сушеле работите, сушеле дури и жито, тие работеле во околината наоколу и одгледувале разни земјоделски ситуации, разни земјоделски производи правеле. Ние имаме податоци кога го градевме, наоѓавме исто така фрагментирана керамика, која не најверојатно, туку тие садови керамички служеле тоаш на луѓето кои што живееле не само на околната населба, туку и на копното. Значи тие ја обработувале и земјата околу, ловеле во планината, потоа ноќе или кој ќе му дојде времето да се повлечат или поплане да одмарат, се повлекувале во оваа населба која била многу обезбедена, затоа што, например, ние тоа не го демонстриравме овде, но тие имале сигурно ноќе
механизам за да ја затворат капијата, односно да окренат онај дел од мостот и тогаш немало пристап до населбата. Значи, тоа истовремено тие наколни населби кои што биле на вода, не покрај вода, туку над самата вода, биле и заштитени од напади на други племиња, да речеме, што знам ја, некој непријателско племе можело да живее во некое соседство подалеку и така натака. Значи, ова бил начин да бидат обезбедени нивните семејства, фамилии, родот, племето да си бидат обезбедени и тоа било начинот и предноста на овие наколни населби. Иначе наколни населби познате в литературата, многу се дискутирало, низ Европа има многу таму околу Женевските езера и така натака, Германија, Франција, има доста и регистрирани се и истражувани се, главно се покрај вода, не во самата вода. На Мочеролив терен покрај вода, делумно во вода, но не вака издвоени како ова. Иако ние Веројатно и посебна. Да, ние тврдиме дека вакви населби имало на Охридското езеро во вода со мост биле поврзани, а не покрај вода. Покрај вода е, например, населбата Пенелопа. Пенелопа е населба во самиот Охрид. Тоа е од Охридатите до кај поштата во Охрид сега, покрај езерото, во еден фриз од околу 500 метри, каде што на 4 до 6 метра длабочина, тоа скоро го откривме пред неколку години, имаме силна наколна населба, сега е под Палас, под тоа куќите, под објектите, под факултетот за туризам, под другите, значи сето тоа е на 4-5 метра под нивото на сегашниот терен. Таа населба била многу моćна и најстара е во градот Охрид, постара него населбите на Ридот, и таа била покрај водата на езерото, во Мочеролив терен. А ова пак овдека била сигурно над вода, бидејќи крајбрежје е доста него стољубува, нема овдека Мочеролив терен, ова има карп и стени. Оти имаме ние со нуркачките активности евидентирано и населба кај Пештани, иста ваква, која што викаме залив на бомбите, нели? И имаме уште една населба кај Трпејца, локалитетот Надол или заливот на Прчот, каде што со сигурност исто така била во водата, платформата била над водата, а кон неа се приоѓал кон населбата со мост, со помош на мост, кој што ноќе се затворал, така да тие биле обезбедени од надворешни напади и така натаму. Исто и ова. Планирате да ја зголемувате оваа населба, за што точно станува збор? Да, значи ние сакаме сега, од кога ова беше еден сегмент од населбата, сакаме да ја комплетираме таа населба, бидејќи со нашите подводни археолошки истражувања и со мерењата, и со пресметките, и статиките, и со заклучоците врз основа на се што сме откриле и нашле, заклучиме дека населбата имала околу 24 куќи. Ние сега имаме овдека 8 такви објекти, сакаме да направиме уште 16 такви објекти, за да можеме да ја комплетираме населбата, приближно да доловиме моментот на тоа време, на бронзеното и железното време, да доловиме тој начин на живење, да му тоа презентираме на денешниот цивилизиран свет. Ние упорно тоа го работиме и ќе ја направиме целава населба, да сме живи и здрави, со 24 куќи, на дрвена платформа, каде што ќе има пристап и за многу други активности, но од секогаш сме планирале, сакале и во програмата е така. Од мостот натака влегувате во праисторија. Значи, од мостот натака не треба да има светилка од 21 век, не треба да има никакво гледало или некакво стакло за да се гледа во езерото и така натака. Значи, се мора да е праисторија. За да го доживеете тоа време, да влезете во тоа време. Овој музејски комплекс не подразбира само таа населба, тоа е поширок поим. Зошто велам поширок поим? За да се патува низ времето. А како се патува низ времето? Како е тоа замислено програм? Ево како. Сега сме од 21 век. Ако се качиме горе, таму ќе влеземе меѓу вториот и третиот век. Тоа е римски период, бидејќи таму откривме Каструм од римски период, каде што пребивала легија некоја римска, потоа отишле, напуштиле, но сакаме да доловиме тој амбиент, така да посетителот од 21 век ќе си влези, ќе си отпатува во вториот и третиот век од нашата ера, ќе си седни во тие бунгалови таму кои што на времето седеле римските војници, се хранеле и така разговарале и се одмарале. Сега од тој пак таков втор, трети век,
Посетителот би требало да се врати и тука да влезе во преисторијата, односно да влезе некаде 1200 години до 600 години пред нашата ера, 500 години, за да го доживее тој амбиент. Ето патување низ времето, кое сакавме ние да презентираме со овој музеј на вода овдека, и кој тоа ќе го разбере, нека му е на здравје. Кој нема да го разбере, пак нека му е на здравје и да се живи и здрави сите. Ви посакувам многу успех и да си го остварите проектот, да си остварите целта и да имате секако многу посетители. Да, благодарам, тоа се добри зборови. Минатата година заливот на Коските го посетиле 32.000 посетители, што ја докажува неговата фасцинантна привлечност. Овој локалитет е отворен секој ден од 9 до 19:30 часот на задоволство на сите оние кои сакаат да уживаат во ова културно наследство и богатство.